Имаат родилиште, но да се породат Радовишанки патуваат или во Штип или во Струмица. Заради немање специјалисти гинеколози во јавното здравство, веќе 10 години породилниот дом во Радовиш зјае празен, кој со општински државни пари е целосно реновиран и опремен. Само 2 акушерки затекнавме во оделението во Радовишкиот здравствен дом, кои чекаа можност повторно да слушнат детски плач и да се грижат за родилките. Со реформите 2004 година сите доктори се приватизирани, едноставно склучен договор со Фондот за здравство да одат во приватно здравство. Ние со нив имаме договори да се вршат пораѓаи во здравствениот дом Радовиш. Имаме феноменално породилиште, сигурно и за тоа сте запознаени, но претходно спомнав, покрај опремата, просторот, потребен и кадар, немаме кадар. Причините за кои што не се вршат породувања, и повторно ќе го спомнам, еден гинеколог правеше по 300 до 400 пораѓаи во годината, сега паднавме на 10, на 5, можеби оваа година и само на 2 пораѓаи. Одат во клиничка болница Штип, во општата болница во Струмица. Приватните гинеколози кои имаат своји ординации во Радовиш не сакаа јавно да одговорат зошто не вршат класични породувања во здравствениот дом, кој има опрема и простор за таа намена. Тврдат дека сепак станува збор за непредвидени ситуации, а во јавното здравство во Радовиш нема ниту операциона сала, ниту анестезиолог, ниту пак педијатар кој треба првично да се грижи за бебињата. Ние со приватните гинеколози имаме склучени договори да тие пружат услуги, но тоа не значи дека може да ги принудуваме. Проценката за дали тие би направиле, ви извршиле добар пораѓај без ризик, да не го прифатат ризикот, бидејќи нема анестезиолог и операциона стала, и дали да го упатат во болницата во Штип или во клиничка болница и во општа болница Струмица, одлучуваат тие. И мора и ова да го спомнам. Ние ги дури транспортираме бесплатно, не наплаќаме партиципација за родилките. Одговорните од здравствениот дом од Радовиш тврдат дека работите како што се тргнати. За некоја година во Радовиш ќе ги нема и сегашните специјалисти по грло-нос и интерна ортопедија, бидејќи сите се пред пензија, па затоа апелираат да се најде системско решение.